Судството и обвинителството остануваат поклопени од тешката рака на политиката. Ова е потврдено и во годишните извештаи на Европската унија и на Соединетите држави. Коренот на проблемот е начинот на избор на судиите и обвинителите, но дополнително и нивниот менталитет, дел од нив по своја волја им се додворуваат на политичарите, за да си ги зачуваат фотелите. Новоизбраниот председател на Судскиот совет Александар Камповски, кој доаѓа од редовите на апелациските судии во Битола, проблемот го лоцира во политичката култура во Македонија. Не само кај нас, туку и во САД и во ЕУ постојат примери каде судии се предложени од политички партии, но таму, за разлика од овде, се внимава и на нивниот интегритет и знаење. Според него, никому не му е во прилог судство со политички притисоци. Точно дека доаѓаат од политиката, дека политиката ги предлага, меѓутоа и сигурно и политичарите сакаат да пратат во Судскиот совет квалитетни членови кои што ќе допринесат за работата на Судскиот совет. Крајно, независно судство е од интерес на сите, без разлика дали сме на власт, дали не сме на власт, дали ја сакаме оваа партија или другата партија. Независно судство е од интерес на сите. Досегашната пракса потврдува дека и политичарите се жртви на политичките влијанија во судството. Кога се на власт им одговара, но не и кога се во опозиција. Ова го потврдува и председателот на Судскиот совет. Мислам дека и не е ни во интерес на политичарите да прават притисок. Не е ни во нивни интерес. Во нивни интерес е судството да е независно. Најмногу е во нивни интерес затоа што тие најмногу имаат постапки од кога ќе си заминат од власт, сведоци сме во минатото, најмногу постапки тогаш се отвараат. И сигурно дека секој сака да има независно судство, да има гарант за тој што знае дека ништо не направил, дека успешно ќе може да се одбрани својата теорија на случај пред судот. Имено непотизам, клиентелизам, притисок. Вака се опишува состојбата во судството во Македонија и во последниот извештај на Стејт департментот. Веродостојните извештаи за неоправдано судско несоодветно однесување, непотребен политички и деловен притисок врз судиите, непотизам, клиентелизам, долготрајна правда, несоодветно финансирање, отпор кон користење на законски задолжителна технологија и недоволен кадар ја попречија судската ефикасност и влијаеше на довербата на јавноста во владењето на правото. Европската комисија во јули оваа година во последниот извештај за владење на правото во ЕУ, во кој што за прв пат влезе и Македонија, ни порача: немате независно судство. Извештајот ги опфаќа сите членки на ЕУ, а од оваа година и земјите кои се во пристапен процес. Во делот посветен на Македонија стои дека имало неколку реформски бранови во правосудството. Европската комисија е загрижена за независноста на судството и капацитетот на институциите да се заштитат од политичко влијание. Во него стои дека останува загриженоста за функционирањето и независноста на Судскиот совет. Случувањата во рамките на Судскиот совет имаат негативно влијање на довербата на јавноста во судството. Се нотира и дека именувањата на јавни обвинители во Советот за јавни обвинители и на судиите во Судскиот совет биле критикувани од граѓанските организации и не се засновани на објективни критериуми.